И 10 дена по масакрот во Белград не стигнуваат реакциите околу тоа кој е виновен за масакрот во кој 13-годишно дете усмрти 8 соученици и чувар во основното училиште Владислав Рибникар. Кој е виновен за незапамтениот злочин во кој ученик во основно училиште со детален план на училишната зграда и список за ликвидација дошол со 2 пиштоли од татко му и 3 шаржера муниција испразнил во соучениците, при што животот го загуби чуварот, 7 девојчиња и 1 момче, а беа повредени уште 7 деца. Трагедијата е голема, луѓето се извезумени од тага и ужас, бидејќи сите ние сме можеле да се најдеме во ситуација да бидеме жртви или сведоци. Човек се обидува себе си да се ги објасни причините, за барем малку да се смири, а потоа меѓу причините се бараат и виновници. Според социологот Бакиќ, неретко луѓето зборуваат повеќе за себе кога ќе пронајдат виновник. За антизападните крив е Западот, за некои родители криви се наставниците, за опозицијата крива е власта. Оние кои сакаат да ја заборават својата одговорност, сета вина ќе ја најдат во таткото и синот. Капиталистичкото општество создава услови за настанување на посебни психопатологии. Во српското општество веќе со децении се негува култура на насилство. Тоа е распаднато во тивкиот вртлок и порастот на индивидуалните психопатологии и на насилството е очекуван. Во Морето настани, темата на меѓуврсничкото насилство ја третиравме во 2 наврати. Уште во септември минатата година во 3-тото издание на Свести и во март оваа година во дебата со психолог и наставник по историја. Тоа е тема и системски проблем што не се третира од денес за утре. Тоа е темпирана бомба која тлее под речиси секое училиште. Настрана од енергетската криза, во основните и средните училишта очигледен е проблемот со меѓуврсничкото физичко и психичко насилство меѓу учениците, познат како булинг. Речиси 2/3 од анкетираните ученици во средните училишта во Скопје сметаат дека има врсничко насилство во нивното училиште, а околу 1/3 биле жртви на некоја форма на врсничко насилство во изминатата година, покажува истражувањето спроведено од Институтот за човекови права. Од декември 2021 до февруари 2022 биле анкетирани 995 ученици и 255 наставници на темата. Дека може да биде форма на насилство ако некое дете го изолираме, не го дружиме, не го викнеме на роден ден, го исфрлиме од групата на социјалната мрежа што сме ја формирале и дека тоа дете може да има последици. Тие мислат дека имаат право на вакво однесување. Присутни се сите форми на вербално и психичко насилство и ги практикуваат. И ние сме средина која нормализира различни форми на насилство, поради што децата ги читаат ваквите пораки и сметаат дека е тоа социјално прифатливо однесување. Во општество во кое што насилството не се казнува или е единствен начин на кој што се воспоставува некаква општествена динамика во која посилниот обезбедува за себе подобри услови за живот, за напредок и слично, тоа секако после се одразува и во врсничките групи. Мислам, тоа во однос на формите, тоа би го кажала дека не се работи само за она што се случува меѓу децата, секако дека и тоа има своја позадина и во семејството, меѓутоа важно ми беше кога збориме за училиштата да не ги издвоиме од поширокиот општествен контекст и сите форми на структурно насилство, од дискриминација, преку експлоатација, дека потоа се прелеваат и во овие ајде да речам меѓучовечки форми на насилство. Наставникот за жал е идеја без орудие, бидејќи наставникот може до утре да зборува за тоа како треба да изгледа едно општество, на децата да им објаснува дека не треба да се развиваат во насилни личности, дека не треба да практикуваат насилство, дека не треба да понижуваат, дека не треба да се исмејуваат со други, но со самиот прв чекор кој што ќе го направи детето од училницата во, ајде да кажеме, реалниот свет, ќе се соочи со сосем една поинаква реалност. Не смееме ние да го двоиме училиштето како такво од општествениот контекст, бидејќи општеството на свој начин воспитува.
Ако ние децата ги воспитуваме во училиште, ќе биде ефикасно само доколку општеството има еднаков и ист таков пристап кон нештата. Општествениот модел на однесување, кое што ученикот го гледа, го прифаќа и гледа дека е неказнив, дури и се надпреваруваат во однос на тоа, е за жал една жална констатација на нашето општество, до кое дереџот, односно до кое ниво сме ние стигнати како општество. Институциите зависат од темелите на кои се поставени, а јавноста задоцнето се шокира, дури откако ќе се случи грозоморен злочин од регионални размери. Сосема тивко минуваат поединечните трагедии. Така е кога ќе загине некој градежник на градилиште. 3 дена се бараат одговори за безбедноста и заштитата при работа. Кога ќе се случи фемицид, 3 дена се бараат одговори за безбедноста на жените. И кога ќе се разбере за системска здравствена или социјална негрижа која резултира со смрт. Исто, чудо за 3 дена.